Добро утро, драги гледачи. Денес е петок, 21 октомври. Имам да завршам некои обврски прво на компјутер, па во 2:30 имам состанок во Сењори, бидејќи денеска ни стига првични залихи за облеката, бидејќи планот беше да направиме како се прави нарачка така да се шие, меѓутоа бидејќи веќе имаме 10 или 12 нарачки, свативме дека поубаво ќе биде функционирањето за почеток, да биде да направиме некоја количина од секоја боја, пример по 2 до 3 парчиња, за да имаме побрзо да ги зимаат муштариите. Во меѓувреме успеавме да ги направиме патикиве, страшно добри искочија, презадоволен сум, не ќам ни да ги соблечам од тоа колку се добри. Со анатомска вложка се приспособува на вашето стапало. Со крок кожа од озгора цели и сега сакаме да направиме лимитирани уште неколку парчиња со различна кожа од озгора. Сите ќе видат со кожа од крокодил, меѓутоа ќе биде различни бои. Исто така за облеката следната недела ни стигаат и првите женски броја, бидејќи све што правам сакам да биде унисекс и ова е унисекс. Само броевите ќе бидат различни за машки и за женски. Треба да стигнат следната недела. Паралелно порачав крзно од Италија да ми стигне, бидејќи имаме еден крој уште од времето Марко Филипо, еден Duxer Oversized. Сакам да го направам пак од крзно да биде, за да иде заедно со комплетиве. И тој ќе биде унисекс еден број, бидејќи ќе биде, мислам дека предобро. Треба сега ќе направиме прво една мостра да видиме како ќе изгледа. Паралелно на тоа сум се преговори со една фабрика за накид, бидејќи сакам да има и накид. Ланчиња, прво е ланча со логото миниатурно, суптилно, да биде убаво. Ја наречав, треба мостра да ми направат. Веројатно 20 до 30 дена ќе потреба тоа, бидејќи треба као молд се вика тоа да направат, за да може после да ги прават во количини. Така да после тоа ќе снимам и со нено и околу материјалите во Сењори и како ни се одвиваат плановите следни. Планираме да направиме некоја количина од броеви и да направиме како еден поп-ап ивент за познавање со брендот негде во Скопје тука. Ќе видиме како што ќе се договориме пред нова година да биде тоа. После тоа да има во Белград и планот ми е на Ибица opening кој ќе биде крај на април, почеток на мај, да успееме да направиме еден ивент таму, бидејќи веќе потпишавме со DHL договор, така да имаме шипинг за цел свет. Замислата е поп-ап ивент, коктел забава со диџеј, секој да може да ги види, да ги проба парчињата облека и да може одма на лице место да си нареча на било која адреса што сака, дали е негде на патување или дома, бидејќи доставата со DHL е за 3 до 4 работни дена максимум било каде во светот. Како што кажав и у претходниот влог, прв таргет пазар кога би почнал да пуштам реклами би ми бил да тестирам Дубај. Со тоа што прво сакам органски, бидејќи имам и доста нарачки, тука да го запазиме тој, да фатиме некој ред на работа и да не го узурпираме толку производството на Сењори, бидејќи они си имаат многу клиенти веќе и нарачки. Од друга страна да не ни каснат и на нашите клиенти. Сега, паралелно на све ова што ми се собра многу обврски, работам на америчкава страна Футурива, која планирам да ја пуштам викендов, меѓутоа нема да стигнам да пуштам рекламе и секако не се ни исплати сега Black Friday, доаѓа нова година, така да планирам да ја пуштам, да биде лайв, зборам со некои афилиети да земат скроз да ја работат комплетно за почеток, а јас би ја тестирал можда таму од јануар со Slim Boosterов. Друго денес, тоа сватив за да можам да функционирам на многу различни полиња, паралелно да правам работи, иако ова се работи што веќе ги правам со години наназад, значи не е да почнем паралелно 2 до 3 нови работи, само се надоградуваат, меѓутоа веќе се многу обврски и многу различни дејности. Сега, денот си го делам во блокови или деновите, така функционира. Пример, планот ми е за денес, у првиот блок од денот работам на креативи за Србија и на видео за Македонија и да ги направам рекламите за Србија за Футурива. Во вториот блок од денот
имам состанок со сеньори за производство кај што дефинираме производство, залихи исто на материјалите за патики и го правиме планот за поп-ап ивентот у Скопје. Вечер, ако не сум уморен или како трет блок, можда ќе поработам малце на америчката страна. И на тој начин, целиот фокус и енергија во тој период од денот, односно блок, максимално го давам на таа работа и не размишлям ништо друго, за да можам цела креативна енергија да насочам во една работа за да биде тоа успешно, да не губам време. Бидејќи иначе би се изгубил тотално. Добро ми е што Футурива имам и партнер кај што точно сме поделени со врските, не правим исти работи. Пример, он го работи системот со логистика, набавка на суровини, регистрирање на суплементи на производи, договарање на аптеки, системот на аптеки, бидејќи паралелно све тоа се прави. И со него имаме, пример, 2 до 3 состанока неделно и плюс што се слушаме на дневно ниво мање више на телефон. Исто така, тоа најверојатно ќе биде следна недела. Планирам да извадам уште еден производ кој веќе работам 2 недели, меѓутоа не сум имал време да се фокусирам да го завршам комплетно. Ќе биде Slim Meal, најверојатно ќе се вика. Тоа ќе биде оброк за слабење, односно ќе биде шејк во прашкаста форма, ќе биде намена да се комбинира заедно со Slim Booster и во Slim Diet диетата што доаѓа со Slim Booster. Поентата за тој производ ми е да биде протеин растителен во комбинација со растителни влакни и псилиум, кој што ќе може да го конзумираш во времето додека правиш фастинг, односно во првиот дел од денот, да биде на некој начин како доручек. Ќе биде хранлив, ќе има калории, меѓутоа нема да има повеќе од 120-30 калории, кај што ќе може да испиеш еден, па ако си многу гладен и 2 шејка. Ќе има протеин, ќе има многу влакна, ќе биде збогатен, кој што дополнително ќе прават ситост, кој ќе се комбинира со глукоманалот од Slim Boosterот, ќе биде перфектна диета. Тоа истото ми е базирано и на Slim Diet, односно на таа Fasting Mimicking диета од професор доктор Валтер Лонго од Универзитетот во Јужна Калифорнија. Тоа се најнови последни истражувања од 2024 година. Така да све е базирано според тоа, све е на научни истражувања и го имаме, мислам дека совршено најдобрата комбинација за слабење Slim Booster со Slim Diet и со дополнителни уште неколку производи. Бидејќи веќе сите клиенти, а се можда над 50.000 Македонија, Србија и во Европа што имаме продажби, што се презадоволни, што се придржуваат до целиот тој протокол. Бидејќи поентата таму е да не е диета, него промена на начинот на живот со минимални модификации во секојдневието. Значи да не биде ништо ригорозно. Поентата е да се смени начинот на живот, а не да биде краткотрајна диета. Тоа ми е целата филозофија околу све тоа. Сега да го завршам ова и полека идам на кај сеньори после, кај што ќе снимам исто околу материјалите со нено, бидејќи материјали исто стигаат од Дубај, се кастам направени од нив. Ќе збориме можда подетално околу тоа, околу планот за поп-ап ивентот што ни е и останати други работи што треба таму да ги поминаме. И уште еднаш да видите патикиве, ова е совршенство како искочи. Презадоволен сум. Материјал за разлика од другиот. Земав едни од финалните модели, скроз сошиени, иначе ќе доаѓаат сите во иста ваква торбичка со истиот материјал направена и вака ќе бидат доставувани, за да може директно ако патувате негде во куфер да си ставите и ќе биде каква боја е моделот, таква боја и торбичката. Еве како ќе изгледа. Мајцата и панталоните.
Ова е тој материјал од Дубај, високо квалитетен, што уопште не се гужва и нема потреба ни да се пегла. Си ги пакувате вака, си ги ставате во торбичката и идете кај треба да одите. И фактички кога ќе купите неколку боја на комплети, сите се со истиот материјал, ќе може да си ги мешате. Пример, тегет со кафеаво, црно со бордо, со маслинасто зелено, бесконечни комбинации. Вака ќе си дојдат.